Беше тоа на 29. април 1898 година, кога во Кјустендил умре Илија Марков Малешевски, познат како дедо Илјо Малешевски. Македонската историја го познава како голем револуционер кој ја бранил својата христијанска вера и честа на своите блиски од неправдите на османлиските владетели. Со своето дејствување станал еден од најистакнатите ајдутски војводи, не само во Македонија, туку и на Балканот. Неговата дејност е дел од ослободителните борби во втората половина на 19. век. Учесник е во Разловечкото и Македонското кресленско востание. Дејствувал најдолго од сите македонски војводи. За своите војнички заслуги е одликуван со српски, руски и бугарски војни одликувања. Учествуваше во многобројните битки против турците и поради своето херејство го нарекуваат цар Малешевски. На 29. април 1947 година е роден Владимир Милчин, македонски режисер, директор на Факултетот за драмски уметности, поранешен извршен директор на Отворено општество Македонија и поранешен член на председателството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Милчин дипломирал на одсекот за режија на Академијата за театар, филм, радио и телевизија во Белград, во класата на професор доктор Хуго Клајн. Милчин е основач на алтернативниот театар, не театар Кактус. Заедно со Слободан Унковски ја водел алтернативната група Театар кај Свети Никита Голтарот. Исто така тој бил драматург и режисер во драмата при Македонскиот народен театар, додека хонорарно водел глумечка класа на одсекот за драмски глумци на Вишата музичка школа во Скопје во периодот од 1972 до 1974 година. Милчин е еден од основоположниците на театарската работилница на Филозофскиот факултет. Од 1982 година тој ја водел класата за глумечка игра на Факултетот за драмски уметности. Беше тоа на 29. април 1997 година, кога во Луксембург, Република Македонија и Европската Унија ја потпишале спогодбата за соработка. На 29. април 2011 година, пред многуброен број верници и донатори од Миладиновци и пошироко, се удрија темелите на новиот црковен храм во Миладиновци и Линден. На 29. април 2017 година на киосците се појави последното издание на дневните весници Утрински весник и Вест. Двата весника од МПМ ќе станат веб портали со по неколку вработени. Првиот број на Утрински излезе на 23. јуни 1999 година, а една година подоцна на 5. јули 2000 се испечати и првото издание на Вест. 29. април е ден на Министерството за надворешни работи на Република Македонија и Меѓународен ден на танцот.